градоначалникот дека градоначалникот го гледал стилно кој си река свираш на покривот или Fiddler on the Roof. Fiddler on the Roof. Знаете, господин градоначалник, на крај крајби Битолската опера ќе изведе стил. Сигурно сте запознати, имате гледане. А после безпечето во чукето му оставила музичката номера If I were a rich man. Или ако бев богат човек. Секирайте, бедна следи превод. Така понесен од импресиите за зголемување да не ме развери погрешно и веднаш да не се навреди. Значи, понесен од импресиите не за зголемување на личните, туку на приходите на општината Битола, почнал да се допишува како во приходните, така и во расходните ставки. Резултат на неговото добро разположение дека траел филмот трае богами цели 2,5 часа се следните одлуки. Прво ги зголемил приходите од данок на имот на физички лица за 8% или 5 милиони денари. Па данокот на имот на правни лица за 16% или 4 милиони. Не молам вашиот советник зборува. Продолжи со покачувањето на приходите од данок на промет на недвижнини за 6,7% или 5 милиони денари. За потоа се претвори на даноците од специфични услуги, кои прво им се посвети на фирмарината, дека инспекциите и ги стекнале со извршни решенија фирмите. Подобро, па приходите по оваа ставка ќе се зголемат за дополнителни 11% или 2 милиони. Во тој момент погледнал најверојатно низ прозорецата, приметил дека битолчани веќе се вселиле во ново изградените станови во граничната касарна, па решил да додаде дополнително 8,5% 6 милиони денари на комуналната ставка за улично осветлување. Без нека посебна причина, некако по инерција, го зголеми приходот од користење на простор пред деловните простории за 57%. Во овој момент на телевизија почнале рекламите, па решил да направи рекапитулација, од која заклучил дека парите не стигаат. Па почнал да размислува за надоместното за уредување на градежно земјиште. Тој процес на размислување одел по логиката на индијанците, кои секоја година складирале се повеќе и повеќе дрва, бидејќи очекувале дека баш следната зима ќе биде ладна, бидејќи претходните биле толку. Имено, во 2013 од комунали се собрале 88 милиони. Во 2014 очекуваме околу 70 милиони, значи, по веќе споменатата логика на индијанците. Во 2015 година, логично, е да очекуваме драстично зголемување дополнителни 25 милиони. Ево веќе убава сума, која значително го расположила. Се не ми се јаваше спомежа. Ама баш во тој момент ја приметил ставката за користење на простор за паркирање на моторни возила, која се полни со цели 16.000 евра, заради великодушната одлука на нашиот градоначалник да не го товарува концесионерот на градските паркинзи со големи платоци, решил да направи радикален пресврт и да ја зголеми од 2 милиони денари на фантастични 30 милиони. Нормално тоа не значи дека има намера во 2015 да го дели ќарот со концесионерот по принципот пола-пола, затоа што не е таков договор со нас. Тука одлучил да го наплаќа секое застанување на автобуските постојки од страна на учесниците во јавниот автобуски превоз, како и користењето на такси возилата на стојалиштата за такси возила. Наистина гениална идеја. Тоа што на овој начин на полнење на буџетот по автоматизам ќе изголеми цените на автобуски и такси превозот, на крај крајви и не е грижа на нашиот градоначалник. Искрено, не би се зачудила ако веќе во 2016 година не биде донесена такса за движењето на пешаците по тротоарите и другите јавни површини. Еведно моје размислување, на секои 100 метра, например, пешакот може да плаќа кој дете? Секој поминување преку тротоар 2 дена. Замислете како
како потенцијал на приходни си. Сега, баш во овој момент, Алевски го направи само момент. Да. Добивме, имаме измешан страните, извинете. Кредитот 155 милиони евро. Пардон, да. 11 години, купно 3 години грейс период, со 5% или како што градоначалник обидува да каже до 5% камата, што значи дека нема да биде 5%, туку вариативно. Во тој момент не направило нетешката работа. Планирањето на приходите било завршено. Меѓу другото, оценил дека исто по логиката на индијанците, ако претходната година не успеавме да продадеме ни еден објект во поранешната касација, оваа година сигурно ќе ги продадеме сите и ќе спечалиме 30 милиони лева. Наред дошле глобите, судските и административните такси кои скокнале за 1,5 милион лева или 38% и таксите на доместоците за 6 милиони лева. Веднаш потоа оптимистички се предвидува дека од продажбата на општинскиот имот, како што веќе кажав, по првичните проекции за 2014 година ќе имаме зголемување од 50% или 15 милиони денари, споредено со планот, првобитниот план за 2014 година, за да се продолжи со очекувањата дека продажбата на градежното земјиште ќе скокне исто така за цели 15 милиони денари. Но и тоа не е се како што гласеше порано Джирово реклама. Од така наречената ефтина легализација на типографиите, градоначалникот очекува 40 милиони денари или 60% повеќе од планираните за 2014 година. И во тој момент најтешката работа, планирањето на приходите веќе беше завршена работа. Конечно добивме богата општина со буџет од 27,36 милиони евра, а со тоа и нашиот градоначалник беше многу позадоволен. Видејќи нели тој и персонификација на нашата општина. Ако граѓаните се задоволени и нашиот градоначалник. Моето мислење за авторско дело на Алевски е следно. Освен кредитот кој сигурно ќе се реализира, не се сомневам, овие приходи од основниот буџет на крајот од 2015 година ќе бидат остварени со максимум 70%. Сите останати од основниот буџет. Предвидувањето го темелам на два аргументи. Првиот гласи: и лани по низа ставки предвидувавме големи приходи во основниот буџет, па на крајот значително ретарираме во очекувањата, направивме ребаланс и при тоа ќе наведам само неколку примери. Комуналиите ги планиравме на 114 милиони, за да ги намалиме на 79 милиони. Приходите од продажба на општински имот требаше да бидат 30 милиони, а ќе завршиме со 0 евро. Од продажба на градежни парцели очекувавме 50 милиони, за да се спуштиме на 30 милиони. Легализацијата требаше да ни донесе 25 милиони, а нема да добиеме ни 19. Токму заради овие факти, моите споредби на буџетските приходи ги праве не со ребалансираниот буџет, туку со изборниот буџет за 2014 година. И вториот аргумент за нереалноста на предвидувањето во остварувањето на вака скосканиот буџет лежи во фактот што Македонија е на врвот листата по сиромаштија во Европа
а сиромашно население и сиромашно стопанство можат да ги спорачаат само намалени, а не енормно зголемени приходи. Што се однесува до разходите, тие само ги пратат приходите. Ако сте предвидели бум во приходните, нормално, исто така текстонско пореместување, односно поместување, и ги има разходите. Еден од ретките исклучоци е ставката социјална парична помош, која Советот ја има наменето за нашите сограѓани кои се во очајна финансиска или здравствена состојба. Неа градоначалникот ја намали за 500.000 денари, предложува да се намали за 500.000 денари или за 8,4%. На вистина недолично. На крајот би дал уште едно привидување. Кога ќе дојде моментот за ребалансирање на буџетите, заради неостварување